А да запаливме сијалите? Да. Простете, јас не сум навикнат на светлина. А знаете така колку штедам на сијалиците? Повелете. Може би е малку и неуредно, само не мислев дека некој ќе ми дојде дома. Ништо не е, ова сум видела и полошо. Јас не. И зашто сме? Зашто сме? За ќотек, зашто сме? Зашто за ќотек? Затоа што те малтретирам вака наутро, наместо да те оставам да се одмориш. Не, ве молам. Јас знам каков е редот. Вие ме донесовте до дома, ми помогнавте, а јас како добар домаќин, нели, треба да ви се одолжам со еден пијалок или кафе. Повелете, ве молам. Пред 20 години ќе беше како што ќе речев јас. Тогаш мораше да ме слушаш. Сега, ако така велиш, така нека биде. И? Имаш убава гарсонјера. Убаво наместена. Благодарам. Како успеваш да се снајдеш во неа? Мислите вака слеп? Извини. Не треба да ми се извинувате. Па јас знам дека сум слеп, нели? Впрочем, и вие не сте ни виновна за моето слепило. Не, сакав да кажам... Знам што сакавте да кажете. Како успеав да се навикнам на вечна темнина, кога знам како изгледа светлината? И јас ќе ви одговорам, тешко. Да. Знаете, човек на се навикнува. Да, осим нишлие на падежи, како што велат. Да, наистина, на се човек се навикнува. Еве, човек може да избега од мечка, може да избега од работа, може да избега од часови, како што бегав јас. Јас некогаш од судбината изгледа не може да... Да, животот понекогаш не става пред свршен чин. Со ова не би се сложил со вас. Јас не мислам дека понекогаш, туку секогаш. Знаете ли дека 90% од работите што ни се случуваат, се случуваат против наша волја? Еве и ова денеска што дојдов јас на прославата, не сакав да дојдам. Мразам прослави, посебно овие годишници на матура. Зошто? Зошто? Прво заради тагата која што ја чувствувам заради она време што поминало и никогаш не може да се врати. А второ, заради тоа што овие прослави секогаш се претвараат во надпревар од типот кој колку направил во животот, што направил во животот. А знаете која е единствената награда за тоа? Која? Љубомората и зависта на бившите соученици. Само тоа. Да. Ете, баш затоа не сакав да дојдам. Но сузе запна. Дојди. Знаете што ми рекоа? Што? Рекоа дека ќе дојдат и сосила ќе ме одвлечкат во кафеано. Реков, не, ме молам. Јас мразам насуствува, посебно врз мене. И затоа дојдов. Да. Па дојде и не сгреши. Прославата немаше да биде толку убава без тебе. А да. Немаше да има толку сожалување што го почувствува во салата. Не. Виде колкав аплауз доби кога дојде. Да, не видов, не го чув. Не мислев така, сакам. Знам. Но да ве прашам нешто. Кажете ми кој сум јас и што сум направил во животот за да добивам таков аплауз, а? Токму тој аплаузот го сметам за знак на сожалување. Да. Еве го кутриот слепец, отепан од животот, да го храбриме со еден аплауз. Браво! Професорке, какво кафе пиете? Сладко. Со 2 лажички шеќер. Со 2. Со 2? Со 2. Знаете што, ќе ви го сварам кафето во кутијата за шеќер. Ох, вечерва сладко се изнасмеав.
А мораш да признаеш дека беше многу весело. Сите се смееа на твоите шеги. Подобро е така, отколку да плачат. Знаете, јас мразам плачење. А и јас. Кога почина мојот сопруг? Починал? Да, пред 7 години. Од капка? Од многу капки. Пиеше. Кога умре солза не пуштив. Не дека воопшто не ми беше жал, туку... Едноставно, не сакав луѓето да ме гледаат како се лигавам. Знаете, плачењето ја расипува шминка. Додека ми бевте класна, ми остана во впечаток вашите очи и вашето ненападно шминкање. Како сте нашминкана вечерва? Нападно. Да бидам искрена, вечерва шминката требаше да ми ги сокрие годините. Го прашале Пикасо. Го прашале, господине, што мислите вие за шминкањето на француските жени? Знаете што одговорил? Јас толку не се разбирам во сликарството. Од се знаеш да направиш вид. Животот е еден голем вид, животот. А го знаете оној за двајцата кога се сретнал едниот слеп, а другиот без нозе. Не го знам. Тој слепиот му вели на тој без нозе: "Еј, брат, како ти оди?" А овој му вели: "Како што гледаш?" Како ти оди? Како што гледаш? Абе, Петар, правиш вицови на собствена сметка. Повеќе би сакал да правам вицови на собствена жиросметка, да? Да. Знаете како е... Луѓето, кога гледаат дека си слаб и ранлив, веднаш те уништуваат. Затоа повеќе сакам јас да си правам вицови на своја сметка, отколку некој да ми се смее зад грб. Да. Оп. Кафето е готово. Ова е со лепакот за тапети. Да, навистина. Лепакот за тапети е направен од скроб, а скробот е еден вид шеќер. Знам. Ако сум професорка по математика, не значи дека знам само формули и ништо друго. Не мислите така. Петар. Кога поминаа 20 години? Те гледам и не можам да верувам. Она момче станало маж. А не си изменет. Да можеше само да ги видиш твоите соученици. Машките пуштиле стомачиња, а женските станале како тетки, некои веќе личат и на баби. А ти не. Воопшто не си остарен. Пред некој ден една бабичка, комшивка, ме сретнува и ми вели: "Пеце", така ме викаат овде, Пеце. "Пеце, колку години имаш ти?" И јас си велам: 39, тетке. Она и 39. Кога се зачуди бабичката: 39 години, знаеш ли јас тебе колку би ти дала?" Јас си велам: "Бабичке, те молам да не ми даваш ништо, и овие 39 ми се доволни."
Што? Што? Ова е со лепакот за тапети. Добро, што ќе се напием? О, мислам дека вечерва доволно испивме. Доволно. Па мене дури сега ми се отвори дизната. Знаете, на прославата бев некако во грч, сега се опуштив. Еве ќе одам да видам што има во бифето. Тоест да проверам. Имам вино. Кантри ред, ама бел. Мислиш country white? Никако да се навикнам на твоите финти. Пред некој ден одам во продавницата, имам и ракија. Одам во продавницата и тој ми вели, а какво сакате, црно или бел? Јас му велам, човече, мене не ми е битно какво, јас сум слеп. Значи, што ќе пиеме? Се едно. Што ќе ми препорачаш ти? Ракија. Домашна. Еден човек ми ја носи, гарантира со живот дека нема грам вештачки материи. Да. А што е најважно? Од неа очите не ти се матни. Како успеа да туриш во двете подеднакво? По звукот. Можам да сгрешам за капка или две, само тоа не се приметува. На здравје. Во твое здравје. А не. Или ќе пиеме за здравје на двајцата или не? Тогаш во наше здравје. Во наше здравје. Кога се пие за здравје, се пие на екс. Ја испив на екс. Видете, ако сум слеп, не сум глув. И знам колку на човек му треба да се совземе од чашка на екс. Значи? Значи... Тебе не може човек да те измами. Дали сите работи ги правиш сметајќи го времето? А не. Знам и чекорите, например. Имам други мерки, чекорите. Знам колку чекори има одовде до првата продавница, знам колку чекори има одовде до бурекджилницата, а имам и други мерки. И како ти текнаа сите овие работи? Не ми текна мене, се е текнато. Да. Прво, што направив од кога ослепев, мислам после депресиите и сите тие работи беше учењето на Брајовата азбука. Потоа, прва книга што ја прочитав беше од Леонард Герш, Пеперутките се слободни. Убава книга. Во неа се опишува животот на едно момче, едно слепо момче. Од неа многу научив. И навистина почнав да живеам. До тогаш слепилото тешко ми паѓаше. Дури помислував На најлошото? не. На нешто уште полошо. Сакав да се преженам. Ти си чукна. А како можеш да се шегуваш со вакви работи? Ама не, навистина помислував да се преженам. И после кога размислив,
Си реков, зашто некој цел живот да ме двори и да ме гледа како мало дете. И решив да живеам сам, се вселив овде во ова станче и кој што си го нареков североисточно од југозапад. Кога ќе ме праша некој каде живееш, јас му велам североисточно од југозапад. Североисточно од југозапад. Тоа всушност значи каде и да си, ти си североисточно од југозапад. А од што живееш? Па нормално како и сите живи суштества, се хранам, пијам за да обстанам. Мислам, тоа ми е вродено, не морам да го учам тоа. Ајде, биди малку сериозен. Мислев, што работиш? Од што заработуваш? Да ви речам дека сум нишанџија на тенк во АРМ, нема да ми верувате, не? Не, нема. Да ви речам дека сум прецизен механичар? Очен лекар? Не, нема. Пишувам песни. Песни? Да. Сте слушали онаа од Крки? Не. Како од Крле Краджуловски, Турбо Фокитот? Не. Јас биди моја, ќе ти платам, ако не, ќе се вратам. Не сте? Не. Слабо слушам Турбо Фолк. И јас. Тоа е нешто што се бара кај нас и што е најважно, добро се плаќа. Една песна продавам од 600 до 1000 марки. Правам 5 до 6 такви песни годишно, што доаѓа некаде околу 4 до 5000 марки. Значи месечно околу 300 до 400 марки. Заедно со инвалидската сосема доволно за живење. А правам песни за своја душа. Знаеш зашто Стиви Вондер така прави со главата кога пее? Не знам. Го бара микрофонот. На исток те нема на запад, те барам на север, исток на југ, а близко си негде, во преградка туѓа, те сонувам само, а среќен е друг. А близко си негде, во преградка туѓа, те сонувам само, а среќен е друг. Слушни ги моите песни и мојата стара гитара. Кажи ми, може ли среќо јас да те најдам, а тој да те бара? Слушни ги моите песни и мојата стара гитара. Кажи ми, може ли среќо јас да те најдам, а тој да те бара? Јас да те најдам, а тој да те бара? Браво. А кој ти чисти? Кој ти готви? Сам. Сам готвам, сам чистам. Поточно се трудам што помалку да валкам. Еднаш месечно доаѓа една фина жена, Цвета. Ми ја чисти целата гарсонјера за 300 денари. Баш утре треба да дојде. За џабе ќе ти ги земе парите, чисто е. Знам, ама гревате. А кој те пере? Еида. Еида? А некоја босанка? Не, Нишлика. Нишлика, тоа е Еида е од Еи ништо. Тоа е машината за перење. Имаш убави слики над зидовите.
Може би се прашувате зошто еден слепец има слики по зидовите. А, не. Сликите се за моите гости. Ако мене не ми пречат празни и бели зидови, може би на некого му пречат. Верували или не, доаѓа некој и кај мене понекогаш, еве како вие сега. Да ве прашам нешто. Зошто дојдовте? Од љубопитност да видите како живеат слепите или од сожалување? Ни едното, ни другото. Ми беше попат и... Ти пречи што те донесов. Ако е така... Седете ве молам. На ти. Доста ми се обраќаш на вие. Седи, те молам. А од каде знаеш дека не седам? По висината од каде ми доаѓа гласот. Велат дека слепите луѓе имаат 600 сетило. Не, само ни се поразвиени другите 4. Мислиш 5? Не, 4. Петото е видот, тоа го немаме. Значи ни остануваат мирис, вкус, допир и слух. Зашто да наздравиме сега? Може ли за старите добри времиња? За кои стари добри времења? За нашите заеднички 4 убави години додека ти бев класна. Убави години. Убави за кого? Па за сите. За мене не бе. Зошто? Зошто? Затоа што 4 години додека ми бевте класна. На ти. 4 години ме оставаше на полагање. По цело лето требаше да учам и да се потам, место да одам некаде, а јас седев дома со задачите в раце. Тоа за тебе се 4 убави години. Се сеќаваш дека 3 пати сакаше да ми избркаат од гимназијата. Постојано ме читаа преку разглас, те ваков угор, те онаков угор, те угор пред исклучување. За среќа во наставничкиот совет имаш и некои разумни луѓе, а не ми беа клас. Аха, демек, тие беа разумни, а јас не. Што очекуваше ти? Дека затоа што ти бев класна требаше да ти гледам низ прсти? Не учеше, не знаеше, не беше мирен. Уште се сеќавам кога напиша на едно ливче кој го закачил сунѓерот на устер. И го испраќаше ливчето до учениците. Кога го фатив и го прочитав, се отепав од гледање на кој лустер е закачен сунѓерот, а сунѓерот на табла. Да, тоа беше добар што с класика, да? Да, класика. 32 ученици ми се смееја, а јас стоев како најголема идиотка на светот. Еден класен раководител не смее да си дозволи да испадне смешен пред својот клас. А дали ти се праша некогаш зошто сакав да бидам во центарот на вниманието, а? Зошто? Затоа што беше таков по природа, таков ти беше темпераментот. Беше во пубертетот, во лудите години. Морав да те смирам. Тоа е жално. Тоа е жално, да. Што е жално? Жално е дека не воспитувале такви луѓе кои што немале ни грам познавање за детската психологија. Дали ти некогаш се праша дека нешто, може би мене не ми е во ред, нешто ме мачи? Знаеш ли дека 4 години, ајде поточно 3,5 години бев до уши влюбен во Марија? Не знаеш. Не знаеш. Не знаеш. Толку многу беше зацапан во неја? Не, толку бев највеќе зацапан во неја, да. Да, саботите и неделите ги мразев затоа што не можам да ја видам. Зимскиот и летниот распуст ми беа како казна. Не дека полагав кај тебе, туку затоа што бев без Марија. А зошто ти тоа не го кажа? Што да ја кажам дека ја сакам? И кажав. Таа ме сослуша, ми се изнасмеа в лице,
Ја заврте главата и си отиде. Сакав да пропадна во земјата. Знаеш, во тоа време таа се занесуваше по моторџи. Тие беа се она што не бев јас. Затоа се правев мангов. За некако да и се доближам, да. А и другите да не приметат дека нешто ме мачи. Зошто тогаш барем мене не ми кажа? Те да ти кажам. Па ти беше недопирлива за нас, страв и трепет. Да. А зашто ти не ме праша, што ти, момче, ти зашто вака се однесуваш? Јас ќе ти кажам зашто. Затоа што сите вие таму професорите ќе си дојдевте, ќе предадевте што имавте за предавање, ќе испрашавте некого, ќе ставевте нека оценка, ќе си добиевте плата, хранарина, да, имаш и К-15 во тоа време. И ќе си одевте. А за децата, па да, впрочем, вие не бевте платени да влегувате во детската психологија. Да. Не дојдов да ме судиш. Не те судам. Не, навистина, не те судам се. Тоа било и поминало. Бев млада. Имав 23 години кога завршив педагошка академија и тоа беше моје прво вработување. И веднаш ми дадоа да раководам со клас. А немав никакво искуство. Вие бевте мојата прва генерација. И се тренираше на нас. А што бевме ние? Заморчиња, опитни зајачиња? Кажи ми, колку такви генерации, дегенерации ти поминаа низ раце кога додека свати дека и децата се луѓе? Неправеден си. Може би. Само знам дека со години ги мразев сите професори, почнувајќи од тебе. И сега ли ме мразиш? Не, било па поминало. Знаеш ли дека... Што? Дека прекарот во Берога јас ти го измислив сега. Знам. Тој прекар се пренесува од генерација на генерација. Со време се модифицираше. Од баба Рога учениците прво ме викаа Рога, а сега ме викаат Роки, нагалено. Дојде една млада колешка и ме прашува: "Ма зошто те викаат Роки? Да си родна да те викаат Роки, ама ти си Радица, треба да те викаат Раца, Раки." Кога и кажав зашто се работи, се помоча од смеење. Се лутиш, Роки? Се лутев. Сега не. Значи, 1-1. Ајде да се смирим. А нема зашто. Не сме се скарале па да се смириме. Не пиеш? Одамна толку не сум пиела. И јас. Јас за душа ретко пијам. Треба да има некој исклучителен повод. Последен пат се напив кога на моето семејство му одавав 10 годишен помен. Имал тогаш. Доцна е. Да си одам. Извини ако со нешто те навредив. Не. За се што рече имаше право, само не знаев дека си ме мразел. Мразев многумина. Само убавите спомени ги потиснаа грдите. Сега на стари години ми стана сеедно. На стари години? Па ти не си стар. Ако јас со моите 47 години не се чувствувам стара, ти си сепак 7-8 години помлад од мене. Колку е тоа релативно? Кое? Па тоа со годините. Кога јас имав 10 години, ти си имала 18 години. Јас сум би бил дете, а ти си била девојка. Тоа е огромна разлика. Кога јас сум имал 15 години, ти си имала 23. Јас сум бил момче, а ти веќе жена. И тоа е голема разлика. А сега јас имам 39 години, а ти имаш 48.
и остана труп за математика. 39 плюс 8 се Да. 47. За ова би ти ставила кец колку една куќа. Јас имам 47 години, те молам, не ми додавај. Добро. Еве, значи, јас имам 39, ти имаш 47 години. Сега веќе сме средновечни луѓе. Ако ќе имам јас 70, ти ќе имаш 78, тогаш нема да има никаква разлика, затоа што и двајцата ќе бидеме сенилни старци. Ако ги доживееме тие години. Јас планирам да ги доживеам, за тебе не знам. Ти сигурно ќе ги доживееш. Ау, зошто ти не? Штета што не можеше да ги видиш твоите соученици. Кој од кој се? Некој пати од чир, некој од гастритис, некој од мигрена. А ти изгледаш исто како пред 20 години. Знаеш, едно е како човек изгледа, друго е како се чувствува. За мене од несреќата наваму времето застана. Немав за кого да стареа. Знам како ти е. Мислам дека не знаеш, само предпоставуваш. Знаеш дека треба само една секунда и една пијана будала за да измени се во животот. Знаеш дека тој пијан скот да возел само 5 километри помалку би не промашал. Не, ама тој кретен решил да испробува својата нова кола токму на нашата улица. Излегувавме да пазариме за Божито. Слушнав само тресок. Детето вресна. Жена ми викна и темница. Знаеш дека сакав да го убијам? Наистина сакав да го убијам. Тој пијан скот и одзема и жената и детето и видот. Слушнав за таа сообраќајка. На 10 годишнина од матура ја спомна. Ми беше непријатно да прашам што се случило. На 15 годишнина рекоа дека си станал друг човек и ветија дека за 20 годишнина од матура ќе настојуваат да дојдеш. И си го одржаа зборот. Да, само што јас дојдов затоа што јас сакав, а не затоа што некој инсистираше. Да, можев да дојдам јас и на 10 и на 15 години од матурата, ама едноставно не сакам. Требаше да дојдеш. Требаше јас да умрам уште пред 10 години, така сите до сега ќе ме забораве. Не зборувај така. А што да правам, да пеам? Тешко е да се пее кога болно плаче душата. Кога мојата солза горка за бедните е наслада. Пишуваш убави стихови. Јас не ги пишувам. Едноставно ќе отидам на брегот на нашата река и зборувам. Реката секогаш има време и ме слуша. Изборовите сами извираат од мене. Мене потоа ми преостанува баналната должност да ги запишам тие зборови на хартија. И кога ќе ги продадам на пеачите спакувани во некаква трт музика, тие и абер немаат дека всушност пеат дел од мојот живот, да. Првата песна што ја напишав беше за жена ми неколку години по несреќата.
Сакаш да ја чуеш? Сакам. Есенски студен дожд паѓа врз мојот град. Јас сум веќе старец, иако сум млад. Се губи топлината твоја, што ја зачува враг. Остана само спомен за времето кога те сака. Морам да си одам. Мораш или сакаш? Морам. Тогаш оди. До гледање. Чао. Ке се сретнеме повторно после 5 години. До гледање. Да ја изгаснам сијалицата, да не гори џабе. Не, остави ја. Јас ќе ја изгасна. Нека видат комшиите дека некој дошол кај мене на кого што му треба светло. Па? Па, Споко. се исплаши. Јас? Од што? Од солзите што ти потекоа. Како знаеше? Подвижењето на воздухот што го направи кога ја креваше раката да ги избришеш. Знаеш, не сакам никој да пушта солзи заради мене. Тие солзи не беа само за тебе, туку и за мене. И за тебе. Да. Мислиш дека само твојот живот бил тежок? И двајцата го немаме она што би сакале да го имаме. Ти си имал некого што си го сакала, а сега го немаш. А јас никогаш не сум имала некого да сакам. А мажот? Мажот. Како да сакаш некој кој не бил свесен дека има жена? Постојано беше пијан. Се изживуваше. Бев полна со гнев. А на работа ме дочекуваше ти и таквите како тебе. Со вашите глупости ми се качувавте на глава. Ти сега ме судиш што не сум предпоставила дека нешто те мачи. А кој требаше да предпостави дека мене нешто ме мачи? Дека и јас сум несреќна? Прости. Немам што да ти простам. Никој не е крив што не можев да ставам крај на таа фарса од брак. Природата или Господ. Не е важно кој. Не ми дозволија да имам дете. Ти твоето си го изгубил и тоа те боли. А јас моето никогаш не сум го имала. Затоа ми потече солза. И за мене, и за тебе. Споко. Не е фер. Што не е фер? Ти биде
колку сум се изменил јас за овие 20 години, а јас не можев да видам. Изменета сум. Би сакала да можеш да ме видиш. Остарена сум, ама се држам. Можем да те почувствувам ако ти го допрем лицето. Допри го. Што правиш? Се разбуди. Што беше ова? Ова беше, да речеме, ноќ на пеперутката. Нешто што го сакавме и ти и јас. Мислам дека со ништо не те повредив. Ако вака повредуваш, доброволно се пријавувам нон-стоп да би те повредил. Збогом. Ќе се видиме по 5 години? Не верувам. Ќе се видиме многу порано. Ја запомнив адресата. Североисточно од југозапад. Ќе се видиме по 4 години? По 3 години, по 2 години, по 1 година, по 10 месеци, по 9 дена, неколку минути. Ти си чукнат.